Верниците влегуваат во финалните денови на строгиот велигденски пост кој опфаќа 7 седмици. Трае 48 дена од прочка до Великден. За деновите пред Великден и за самиот ден Великден кој се слави во недела, повеќе ќе да знаеме од отец Драги Гаштарски. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и добро ве најдовме. Така. Вашиот повод за доаѓање е да им кажеме на гледачите малку подетално за овој христијански празник. Какво е значењето на Великден? Значењето на Великден е едно од суштинските значења или од суштинските работи кои што се случуваат токму во нашиот живот. Затоа што, како што вели самиот свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, тогаш празна ќе беше нашата проповед, празна ќе беше и нашата вера. И воскресението, посебно ако гледаме од еден друг аспект, е всушност нашиот живот, она за кое што ние треба да го живееме или веќе основан или во целост откриена суштината и целта на нашиот живот или на нашето воопшто постоење како такво. Почнувајќи значи од самото раѓање па до самото воскресение, кое што воскресение ќе биде значи почеток на тој нов живот, на тој задгробен живот или на тој вечен живот кој што постои во вечноста или е целта на самото создавање на човекот. Така. Бидејќи нашиот живот како таков е во целина, во еден преоден или во еден испитен дел временски кој што трае тука во времето, меѓутоа како што Христос ни покажа како треба да се живее, како треба да си помагаме едни на други, во што е суштината и во што е целта на нашето постоење и на нашето живење, воедно и со самото воскресение тоа го запечати и покажа дека секој еден од нас, живејќи го овој живот, ќе ги помени сите оние работи кои што ги помени самиот Христос, се со цел да дојде до воскресението. А воскресението веќе не е ништо друго, односно почеток на новиот живот, односно на тоа ново небо кое што светиот Јован Богослов во своето откровение, ново небо и нова земја кој што го открива. И тоа е всушност почетокот на тој наш вечен живот во вечноста, во славата Господова, со сите нас заедно кои што ќе со воскреснеме и ќе живееме во едно блаженство, сепак секој според неговите дела и според неговите заслуги, што вели Христос. Вие како свештено лице ќе ни кажете кои се оние народни верувања и обичаи кои што ги имаме ние овде во Македонија околу овие великденски празници. Најголемиот обичај кој што постои или тој традиционален обичај кој што постои околу Великден е всушност великденското јајце, односно јајцето во црвена боја, кој што е символ на гробот Христов, кој што од секаде запечатено, а сепак знаеме дека по својата природа тоа од себе, иако по мртва природа, значи сепак може да се роди живот. Односно од него да се испили пиле. Тоест, всушност тоа е животот. Всушност тоа е и символот на воскресението Христово, иако значи евреите го запечатија гробот кој што беше излобен во карпа, во него значи го поставија Христос, сепак од тој гроб, иако запечатен, Христос воскресна и излезе од него. И тоа е суштината на црвеното јајце, односно на јајцето великденско, кој што со неговото пак кршење воедно го символизираме воскресението, односно отварањето на гробот и неговото воскресение, односно излегувањето на животот, односно на Христос. Самото јајце по природа треба да биде црвено. Ако зборуваме за оние црковна инстанција или црковно гледиште на адетот или на, ајде така да речем, на символот кој што го представува, символизирајќи ја тука, значи пак црвената боја, односно крвта Христова, кој што знаеме дека според нашите верувања и нашите обичаи денеска е денот, односно утре сабајлето како што велеаше нашите баби пред изгрејсонце, треба да стане домакинките ги боедисаат своите први великденски јајца. Треба да станат домакинките, да ги боедисаат тие 3 јајца символични, значи на Светото Тројство, од кои што 3 јајца, значи едното се чува дома, другото се носи во црква, со третото, не знам, јас сум од Источна Македонија, со третото ние кога бевме деца или кога бевме мали не бања, знаеш, Така, во сабота чинам, така беше или пред да се отиде на црква, пред Великден, пред да се отиде на црква, односно на литургија, се бањаше малите дечиња со здравец, со здравец и со црвено јајце. И така ни викаше на време, ајде да си здрав како здравец, да си црвен како јајце. И тоа е, тие се убави моменти се
убави моменти кои што навистина треба да се запамтуваат, затоа што сепак влегуваат во нашите души, во нашите срца и рефлектираат една позитивност, една своевидна убавина внатре во нас. Сепак тука не оставајќи ја настрана, значи нашите добродетели, сето она кое што Христос ни го каже, што Христос го направи за нас, воедно и не подценувајќи и нашата вера и не навлегувајќи значи во доменот на тоа повеќе да го практикуваме она кое што е практично, а верата да оставаме настрана, зборувајќи значи од тој аспект да не бидеме традиционалисти, туку повеќе верници. Затоа што сепак суштината на сето тоа е литургијата, односно соединувањето наше со Христос и своевидно потврдување и наше за неговото воскресение. Така. Постот, тука ќе ве прашам, оче, околу постот, значи, постот трае 48 денови. Дали верниците, христијанските верници, дали се во поголем број се вклучуваат во овој обичај за да постат? Па, слава му на Бога, ако имавме период, некако се е релевантно. Зависи од времето, зависи од многу работи. Зависи од личностните. Значи, постот не е нешто кое што групно се прави. Да, туку сепак е едно индивидуално и некакво личностно однесување, односно личностно верување. Постот, значи, во неколку наврати сме кажале дека не е ништо друго освен воздржување, односно послушание. Послушание кон Господ Исуса Христа, послушание кон црквата, послушание кон самиот Бог. И неговото исполнување всушност не доведува до постењето. Односно, постењето како такво е востановено од Светата Црква, меѓутоа востановено во денешни времења, инаку самиот пост е востановен од самиот Бог уште од создавањето на Адам и Ева. Мислам дека многу пати сме зборувале со тоа кога Господ Исус Христос ги создал првите луѓе Адам и Ева, им дал се во изобилство, ги ставил во рајската градина и таму им поставил неколку дрва од кои што можеле да јадат. Тука било дрвото на животот, кој што требало да го јадат секој ден, кој што дрво на животот во денешно време е светата причест. И им велел, јадете од ова дрво на животот ако сакате да бидете живи и да живеете вечно. Меѓутоа тука имало едно дрво кој што го викале дрвото за познавањето на доброто и на лошото. И им рекол, од сите дрва можете да јадете, односно од сите плодови кои што ви ги дава земјата можете да јадете, но не јадете од дрвото на познавањето на доброто и на лошото. Всушност тука со тие зборови веќе е воспоставен постот. Немојте да јадете, односно послушанието, како децата кон родителите. На тоа на кога им велиме на децата, не правете го тоа, не им го велиме за да имускратиме некои прави или да имускратиме некои должности или да им забраниме нешто или не знам што. Тука им велиме сето тоа знаејќи дека сето тоа е за нивно добро, односно за нивна полза. И тоа е односот кој што секој еден од нас, како христијанин, како православен христијанин, треба да го гради кон Бога. Родител како кон дете, односно дете како кон родител, во послушание. И затоа е големината на постот. Постот, пак ќе кажам, значи не е цел сам по себе. Значи не е целта за да постиме. Туку постот е средство преку кое што, значи преку постот ние ќе се очистиме духовно, ќе се очистиме телесно, затоа што ќе примаме пак храна која што не е толку мрсна во тој сегмент или во тој однос кога зборуваме за телесното, меѓутоа пак ќе ни биде еден потсетник дека навистина, односно телесното постење ќе ни биде еден потсетник дека треба да постиме духовно. Како што велат светите оци, кога постите, вели треба да постите и со очите, треба да постите и со ушите, и најмногу вели треба да постите со устата и со јазикот. Затоа што како што вели самиот Господ Исус Христос, не го осквернува, вели, она што влегува во устата на човекот, туку го сквернува она што излегува од устата на човекот. Што човек може да навреди со збор, со ниту едно дело не може да го навреди. Но вистина е така. Така да во тоа е суштината и во тоа е големината на постот. И овие 47 дена се, прилика, значи 40 дена се оние денови кои што Господ Исус Христос ги провел во пустината и ги испостил. И тие се тие денови кои што и нас треба да не натераат, односно како што Христос ни покажа, поминувајќи ги сите тие искушенија кои што тој ги поминуваше, ние кои што секојдневно ги поминуваме. Тука се искушенијата пак и за сребролюбието, и за чревоугодието, и за сите тие останати, и за гордост, и за сите тие останати гревови кои што секојдневно нас не надвасуваат. Меѓутоа со постот, значи тие треба да ги надминеме, односно да ги победиме, во тоа и суштината негова.
И тука се и тие 7 дена, односно последната седница од неговиот живот, тоа е страстната седница, која што ете денес веќе ја празнуваме, и ете сме веќе до Велики четврток. Така, следно прашање ми беше и тоа, денеска сме Велики четврток, кажавме дека домаќинките, освен тој обичај кој што ги боядисуваат своите први 3 црвени јајца, што друго значува Велики четврток? Потоа ќе ве прашам и за петок и за сабота, но најпрво еве за денешниот ден. Па Велики четврток е, ајде така да кажам, барем според мене, нека ми простат ако грешам, еден од позначајните денови кој што е во однос на понатамошното работење на црквата или понатамошното развивање на црквата. Така. Затоа што тој ден се случиле неколку настани кои што се навистина од многу битна важност за црквата. Тука се првенствено би ја спомнал тајната вечера, односно Паската Господова, на која што тајна вечера е востановена Евхаристијата, односно пречистувањето, со зборовите Христови, кога го прекршил левот, им давал на своите ученици, на 12-те, и им рекол, ова е моето тело, него јадете го, и кога покажал после кон лозовиот плод, односно со чашата со виното, им рекол, ова е мојата крв, не се пиете ја. Тука веќе е воспоставена Евхаристијата, односно пречистувањето, покажувајќи дека левот и виното на тоа заедничарење кај што биле, кај што и ден денес се извршува, значи на светата литургија, всушност е примањето на животот вечен, односно на самиот он внатре во нас преку левот и преку виното, кој што со посредство на Светиот Дух, на светата литургија навистина станува тело и крв Христов, односно тело и крв негови, и тоа е тоа кој што претходно беше дрвото на животот во рајот кој што го спомнав. Значи во денешно време е пречистувањето. И самиот Христос рече, ако сакате да имате живот вечен, јадете го моето тело и пиете мојата крв. Така Христос рече. Тука морам да го спомнам и еден од најбитните или поучните сегменти за сите нас обично христијаните, затоа што ние секојдневно се бориме со гордост и со тоа, со превласта, кој кај да седне, кој што да биде, односно гордоста се понатаму земајќи позиции, земајќи власт во наши раце, ајде условно така да се изразам, и секојдневно се бориме, секако ние да бидеме над, а сите останати да бидат под нас, за да можеме да им наредуваме, да кажуваме сите тие други работи. И тоа всушност се случило и на самата таа тајна вечера. Пред да седнат сите апостоли на вечерата, почнале да се расправаат помеѓу себе кој кое место да го засебе. Иако масата може би била и тркалезна, независно, значи не навлегуваме тоа, меѓутоа кој да биде поблиску до Господ Исус Христос. И тогаш Христос, знаејќи, значи како семоќен, како што се знае, станал од трпезата, се препашал, го земал легенот и тоа се сам направил, ставил вода во легенот. И претходно да напоменам дека во еврејскиот закон или според еврејските обичаи, пред да седнат на вечера, а посебно тоа го извршувале значи за времето на Пасхата. Пасхата знаеме што е, значи она избавувањето од робството на Египет, поколењата на јагнињата кои што се спасиле евреите за да не помине чумата на смртта, па сите да ги земе. И сето тоа она го практикували и секоја година, значи на тој еден исти ден тие колеле јагниње, односно тоа е Пасхата. И всушност символот на таа Пасха веќе за нас христијаните е Христос, кој што самите они условно, ајде да кажеме, го закла или го принесува за жртва за нас и за нашите гревови, меѓутоа самиот тој доброволно го направи. И тој земал се во своји раце и се направил сам и почнал да им ги мие нозете на своите апостоли, односно на своите ученици, покажувајќи им го неговото смирение кон нив. Таму според светото предание се вели дека најпрво му ги измил нозете на Јуда, па дури завршил со светиот апостол Петар кој што со својот карактер, така темперамент, бил еден од најревносните, така да го кажеме, од најревносните кои што во неколку наврати, значи застанал така строго зад Христос, машки, ајде условно да кажам. Сето тоа значи и покасно ќе се покаже во Гециманската градина, каде што кога ќе дојдат Христос да го фатат старешините, односно кога Јуда ќе го предаде со целив. Тога знаеме таа ситуацијата кога Петар извадил нож од своето кеси и му го пресекол увото на Малк, еден од стражарите, односно од војниците кои што дошол да го фати Христос. Меѓутоа па Христос на чудесен начин го излекувал во истиот момент. Так. И му рекол на Петар, кој со нож си игра од нож ќе загине. И тоа е големината на неговата ревност.
Меѓутоа пак Христос овде на овој начин ја покажал неговата смиреност, односно покажал дека кој сака, како што им рекол после на крајот од вечерата, односно после миењето на нозете, им рекол кој сака да биде прв, нека биде последен. Кој е последен, тој ќе биде прв. Во тој случај пак си седнал на своето место, односно местото кое што ни е предодредено, никој нема да ни го земе. Тоа е за нас, од Господа ни е дадено, независно, значи секој еден од нас, меѓутоа битна е чистотата на нашата душа, битна е чистотата на нашето срце, битно е она како го гледаме човекот, односно нашиот брат или нашата сестра кој што е спроти нас. Значи секогаш треба да ги гледаме со љубов, со разбирање, со почитување. Никогаш значи да не ги земаме во раце позициите наши на кои што се наоѓа. Независно дали ете јас сум свештеник па сум или над или овој е директор па сега не знам како ќе се однесува кон своите вработени или е газда на фирма или тоа или ова. Независно значи Христос токму тоа го покажал за во денешно време, значи ние истото да го практикуваме. Но за жал не го практикуваме. За жал не го практикуваме. Тоа е вистината. Па гордоста е почетокот на грехот. Ако од неа се ако не ја надминеме или не ја победиме, веќе готово ете ни го смирението. Меѓутоа до тоа да го направиме треба многу и многу и многу, треба многу вера, треба многу молење, треба многу постови во такво смисла, меѓутоа сепак треба чистота на срцето. Втора работа која што се случила на Велики четвртот, односно трета, ако веќе ја спомнавме Евхаристијата, миењето на нозете, е всушност молитвата на Господ Исус Христос во Гециманската градина, молитва која што самиот тој ја покажал својата човечка природа кога со зборовите вели на својот отец, оче, ако е можно нека ме одмине таа чаша. Меѓутоа пак светите оци толкувајќи ги тие зборови сепак велат дека сето тоа го кажал заради лукавиот, односно заради ѓаволот, за да не свати дека навистина тоа е Христос, односно тоа е Бог, туку да види дека и тој има своја човечка природа, воедно покажувајќи, значи човечката природа која што во вистина во Христа постои, и на тој начин надминувајќи ја, односно покорувајќи ја човечката природа кон Божјата природа со зборовите, но сепак нека биде волјата твоја, а не моја. Тука воедно можам да го спомнем и бдението во така, односно постојаноста во молитвата, затоа што Христос не се оддалечил многу од своите ученици во Гециманската градина, како што се вели во Светото писмо, се оддалечи онолку колку што човек може да фрли со еден камен. Значи тоа е некаде околу 50 метра, повеќе не може. Околу 50 метра толку се оддалечил, меѓутоа и за тоа кратко време што го поминал таму или толку, кога се вратил веќе неговите ученици спиеле или заспале. И затоа им рекол, ама заради не можете во овие последни часови, че од мојот живот да издржите да седнете и да се молите. И тука се тие зборовите бдите и молите се, односно дејте и молете се. Од тука веќе произлегува и тоа бдението кој што ние и ги практикуваме. Тука сведоци сме за бденијата кои што ги извршуваме во пред Нова година. Сведоци сме на бденијата кои што ги извршуваме, значи за времето на Великденскиот пост има две бденија кои што се извршуваат. И Велики четврток е еден од позначајните денови, затоа што навистина во него е востановена Евхаристија која што практикуваме ние и ден денес. Така, кажавме подетално за Велики четврток, поточно за денешниот ден. Сега ќе се префрлиме и на Велики петок. Кажуваат дека е навистина тежок ден, така го опишуваат, тежок за Христос, значи, и за тој ден да објасниме како и секако и вашата црква како го слави овој ден. Па вака Велики петок или Распет петок, како што сите ние се го празнуваме секој петок во животот и секој петок на тоа треба да не посетува, односно на Распетието Христово. Како што велат светите оци, кога некои не прашуваат зошто постиме во среда и во петок, се обично им велам што велат светите оци, во среда велим постиме затоа што вели во среда Јуда го предаде Христос, односно се договори со првосвештениците дека ќе им го предаде, и тоа е предавството веќе негово. И светите оци велат кој не пости во среда е ист како Јуда, кој што го предава Христос. А во петок па вели постиме затоа што секој петок е Распет петок и кој не пости вели во петок е ист како евреите, односно како римјаните или кои како војниците кои што му ги ковале клинците на Господ Исус Христос во рацете, во нозете негови. И затоа Распет петок е еден од потешките
од потешките денови во историјата на црквата, кој што се потсетува секоја година на него, а и секој петок на него се потсетува. И навистина на тој ден треба и како таков и да ни остане, односно како еден потсетник, се со цел, значи дека она кој што тие го направиле, на начинот на кој што го распна Христа, на начинот на кој што беше измачуван Христос во тој ден, еден од најтешките денови, треба да не потсетува дека сите тие маки кои што тој ги претрпе во тој ден, сета таа негова облеана крв на сите страни, сето тоа негово камшикување, плукање, ругање и уште не знам ли што, значи најзверското однесување кој што човек на човек може да му го направи. Ајде некако, не знам, па дури ослободување на разбойник, на убиец или на не знам што, а негово распнување и ставање на рангот на, не знам, распнување кое што за времето на римјаните било најтешките и најсрамните казни кои што човек можел да ги добие, иако самите римјани како граѓани никогаш не ја добивале, меѓутоа добивале сите тие останати, како што претходно ги спомнав, и не знам, и убици, и сите тие грешници, ајде условно да ги наречем, или злонамерници. И Христос бил ставен токму во тој ранг, а самиот тој е еден од најчистите, бил еден од најчистите кој што не пред една полна недела, како што веќе спомнавме на Цветници, кога влегуваше познавајќи го сиот тој народ, него како чудотворец, како човек кој што им ги лекуваше болните. Безброј чуда изврши Христос, безброј проповеди им кажа на смирение, на трпение, на се убаво им ги кажа блаженствата, на се убаво, навистина на се убаво. И еве сега дури после неполна една недела, сите оние кои што на Цветници го пречекаа Христос како еден од големите пророци со цвеќиња и со палмови грамчиња, и кога велеа осана на Бога во висините, благословен е оној кој што иде во името Господово, истиот тој народ во Ерусалим после една недела викаше распни го. Ете, тоа е денот кога самиот Христос веќе, односно вечерта веќе на Велики четврток, односно вечерта пред денот, петок, веќе бил осуден и од страна на Пилат, и од страна на првосвештениците, и од страна на Кајаф и на Ананија, и на сите тие останати, се со цел му биле најдени тие лажните сведоци. Јуда веќе си го направил своето. Едно од значајните работи е покајанието на светиот апостол Петар, него заборавивме да го кажеме, односно денот на тајната вечера, кога Христос му велеше Симоне Јонин ме сакаш ли? И тој 3 пати му одговори дека го сака, а тој пак му рече, вели, јас пак ти велам дека ти 3 пати ќе се одржеш од мене додека петел не пропее. И навистина така и било. Кога пристапила некоја жена, кога веќе Христос бил внесен внатре во судницата, светиот апостол Петар бил надвор, пристапила една жена и му рекла, и ти беше со него, и ти си еден од учениците негови, а тој тогаш рекол, не сум јас не го познавам тој човек. И тоа 3 пати го направил. И дури утрото, односно тоа веќе било пред зората, кога го слушнал петелот како пее, тогаш му дошло покајанието и се сетил на Христовите зборови. И според светото предание, според житието на светиот апостол Петар, секогаш кога ќе слушнел петел да пее во неговиот живот, клекнувал и горко плачел. Значи, покајанието е непрестајно. Според нашите гревови, секогаш и ние така треба да го практикуваме. Наредниот ден веќе Христос е одведен на мачење, бил тепан, бил, измачуван, камшикуван. Дури му го дале крстот сам да го носи, додека можел. Меѓутоа, стигајќи таму до не знам кој дел од патот, веќе паднал и не можел, затоа што бил веќе истрошен и истоштен. Му го дале крстот на Јосиф од Ариматеја и тој му го однел крстот до Голгота. Таму веќе бил распнат, таму веќе е посведочено сето она кој што неговата вера и сето она кој што најголемите зборови кои што истекуваат од неговата благодат на уста. Во тие моменти се, Господи, оче не примај ги ова за зло, затоа што не знаат што прават. Так. И во тоа е големината Господова. Во тоа е големината Господова, во тоа е она на кое што нас како православни христијани навистина треба да не потсетува.
секој петок. Секој петок навистина треба да не подсетува што претрпе Христос за мене, за тебе, за сите наши православни христијани, затоа што животот е циклус кој што се менува. Сите се раѓаме и се преселуваме во вечност. Ајде условно така да кажам. И секое ново раѓање е всушност ново учење. Ако сакаме тоа наше новороденче, ново дете да дознае за сето тоа, значи мораме некој да му го пренесе. Така. Затоа велиме дека верата се пренесува од колено на колено. И всушност тие се тие работи кои што навистина треба да ги пренесуваме, меѓутоа не само да ги знаеме по знаење, туку и да ги исполнуваме. Да ги практикуваме. И да ги исполнуваме. Кажавме, оче, за Велики четврток, за Велики петок дојде на ред и Велика сабота. Етивката радост и завршува тагата и тлео на радост која што ја имал. Што значува Велика сабота, ден пред Великден? Радост е денес за нас, затоа што знаеме дека Христос воскреснал. Меѓутоа, во тогашно време кога тоа се случувало, сепак и не била негова си Бог знае каква радост. Ајде така условно да се изречам, тогаш тоа било навистина и за самите апостоли и за сите тие следбеници, ученици Христови, еден ден кога, не знам, се испитувала верата нивна. Се испитувала верата нивна, односно баш токму тоа е моментот дали е или не е. И Великата сабота е всушност опелото Христово. Спомнавме дека после распнувањето на Христос, бидејќи таа сабота требало да се јаде Пасхата, според нив, затоа и тие побрзале да го се распнат во петок, за да не биде во сабота, и затоа набрзиле и го осудиле, и го распнале. Меѓутоа, за да не остане, затоа што во сабота, според еврејскиот закон, никој ништо не работи, не смел никој да работи, за да не остане Христос, значи, стоејќи на крстот, уште неколку дена унапред, значи за во неделата, за да го симнува, затоа што во саботата не можеле. Отишле, значи, неговите ученици Никодим и Јосиф, и тајно, затоа што Никодим бил еден од великодостојниците, значи, во тогашно време. Отишле, значи, заедно со Јосиф и го побарале телото, се со таа цел за да можат да го симнат, за да не остане цела сабота да стои на крстот распнат Христос. Го земале телото Христово, им дозволиле, меѓутоа пак тогаш се договорили правосвештеници, им рекол кога ќе го закопат, односно кога ќе го затворат во гробот и ќе го запечатат, вели, поставете стража. За мете, мислам, ова е едно од најинтересните работи, нелогични работи. Поставете стража, вели, пред неговиот гроб, затоа што вели тој велеше дека може после 3 дена да воскресне. Па вели да не некако вели го украдат учениците негови, вели па да кажат дека воскреснал, па вели втората лага да биде поголема од првата лага, кој што условно да кажам. И поставиле стража, наистина двајцата стражари ги гледаме секогаш на иконата на Воскресението Христово. И тоа е интересната работа, мислам, во сето тоа докаде може човекот со својот ум да отиде, не промислувајќи, значи, за тие други работи кои што можеби навистина се случува. И тоа е нашата заслепеност. И затоа рековме треба да постиме со очите, со ушите, со умот. Всушност постењето всушност ни ги отвара очите, односно гледаме верата, гледаме вистината во која што е. И го симнале од крстот, го поставиле или го положиле во гробот, дошле жените мироносици, го спремале секако што треба, како што се спрема, значи, еден покоен, го положиле во гробот и го запечатиле гробот. И на тоа место и навистина поставиле двајца стражари за да го чуваат гробот, за да не дојдат учениците да го украдат. Меѓутоа, има една работа која што, во Светото предание ни е опишана воедно и во Светото писмо, кој што, иако се велиме дека саботата е нешто кој што ништо не се случува, односно тука било тоа опелото негово, покрај опелото негово, туку има една работа која што се вели дека Христос во таа сабота, токму во таа сабота, вели со телото е во гробот, една црковна песна вели, со телото е во гробот, со духот вели кој Отецот, односно на престолот со Отецот, си бил Христе Боже наш, меѓутоа и си бил и слегол долу во адот со душата своја. Односно слегувањето во адот, односно во пеколот, е всушност неговата проповед на сите тие оние кои што пред Христа, значи да дојде, значи починале и се упокоиле. И тогаш и тој таму и се симнал за таму да го проповеда Евангелието Христово, за да можат и тие да се спасат.
за да можат и тие да се спасат, тие што ќе поверуваат, дефинитивно. И после, значи, таа негова проповед, доаѓа неделата, и неделата веќе е воскресението негово. Така. Односно, воскресението на неговото тело, кое што пак е символ на и на нашето воскресение, кое што воскресение, значи, во првиот ден од седмицата, односно во неделата, кога ќе отидат жените мироносици, за да го видат, ќе видат дека гробот беше отворен, стражарите се таму, меѓутоа виделе тоа што требало да го видат, виделе ангелите, но видели дека гробот е празен, а учениците негови не дошле да го украдат. Меѓутоа се вратиле, да се надоврзам на мојот кој што претходно го кажа, се вратиле кај првосвештениците им дале неброени пари за да молчат за сето она кое што се случило. Па и денес, значи, они, мислам, од страната на евреите, значи, велат дека Христос не бил Месијата, туку Христос навистина тој си умрел таму кај што се умрел, учениците негови го украле телото. И во тоа е големината, и во тоа е суштината, значи, на нашата вера. И самиот Христос вели, не мора, мислам, на човекот не мора чуда да му се случуваат за да поверува. За да поверува не во него или во Бога или во Христа и во сите тие други работи. Затоа што пак имаме безброј природи, имаме и безброј примери на кои што и пред очите нивни чуда се случуваат, па пак не поверувале. Се е пак до чистотата, до начинот на живење, до начинот на нашето размислување, до начинот на она додека да те допре внатре во срцето, а Христос или односно Бог си има своји патишта за секој еден од нас. За секој еден од нас. Ако не сакаш така, како и родителот кон своето дете. Од љубов кон своето дете, тој си има своји принципи, си има своји методи како да го научи детето на патот како што треба. Понекогаш успева, понекогаш не успева, така и кај нас православните христијани, односно како и кај луѓето, понекогаш Господ во зависност пак од нас успева, значи, да ги добие, да ги приближи, да се приближат кон него, да одат по неговата вистина, да одат по неговиот пат, да ги вршат сите тие добродетели кои што на вистина треба да ги вршиме. Меѓутоа кај некои не успева сето тоа. И затоа рековме, значи, дека се е личносно. Во нашата вера, во нашиот живот се е личносно. Се е личносно, нашиот однос кон нашите родители е личносно. Родителот кон своите деца, кон секого поинаку се однесува. Не можеме и кон двете деца кои што ги имаме или трите да се однесуваме исто, затоа што и двете се различни. Едниот вака прима, другиот вака прима. Едниот на тоа се лути, другиот на тоа не се лути. И независно како и да е. Така да постојат испити, постојат искушенија, според искушението и како што велат светите оци, искушенијата вели кои што ни доаѓаат во текот на нашите животи. Немојте вели никогаш да ги сваќате како нешто е Бог знае што и да е. Знаеш, не е сега Господ, кај Господи мене тоа ли најде, па јас не сум таков човек, па зошто мене тоа ми се случи или тоа или сите тие други работи кои што ќе ни дојдат во текот на животот, туку вели прифатете го тоа, вели, како волја Господова. Затоа што искушението не е ништо друго освен борба. Ако нема борба, нема победник. Ако Христос ако Христос не се бореше, ако Христос не го маче, ако Христос не ја пролеа сета таа негова крв, ако Христос не го распна, тоаш немаше ни да воскресне. Ако не воскреснеше, како ќе ни го покажеше воскресението? Ако не го маче и ако тој не ни го како ќе ни го покажеше смирението? Како ќе ни го покажеше трпението? Кога хулеа врз него, истото како ќе ни го покажеше? Немаше како да ни го покаже. Ако не знам, ако Јуда не го предадеше, тогаш пак немаше да ги поминеме сите оние денови кои што после тоа следуваат. Тука е веќе и Велики четврток, и Велики петок, и неговото распнение, и неговото воскресение. И затоа реков дека секој еден од нас е личност. Јуда бил заслепен од неговата желба за сребролюбие, од неговото мислење дека Христос не е Бог, не е Месија, туку е единствено само го гледал како во своја човечка природа. Човек кој што требало да дојде да го избави еврејскиот народ од робството, односно од робството на римјаните во тогашно време. И тоа го гледал како земски цар, односно како кој што ќе го наследи престолот. И тоа како што самиот Христос вели, моето царство не е од овој свет. Што му рекол на Пилат, моето царство не е од овој свет. И тогаш Пилат разбрал, ама
можеби нема што да прави човек. Не знам, ајде, да не го оправдувам јас Пилат, да не го оправдувам Пилата за неговите дела, сепак секогаш имало што да направи. Меѓутоа, по друга страна, ако не го направил тоа, па Христос па не може да го... Или можеби ќе нашол Господ Исус Христос по друг начин, за да ни го покаже сето тоа. Можеби пак не знам, како што не знам во една прилика, разговарајќи со еден друг отец, веле па тоа бев уште дете, и му велев што ќе биде, тој беше монах, и му велам па што ќе биде, велам, сега сите ли треба монаси да станеме? Можеме сите монаси да станеме, викам, и што ќе биде, викам, ако сите монаси станеме, ако сите, викам, ете, поверуваат во Христа, во неговото воскресение. Ништо вели тоаш, вика, ете, ќе дојде, вика, ново небо, нова земја. Интересен одговор. Толку е, просто толку е едноставно. Значи, ако сите во еден момент поверуваме во Христа дека е навистински Бог, дека ете сето тоа го направил за нас, ако во еден момент сето тоа го направиме, тоаш ете ни го вечниот живот одеднаш. А навистина Христос тој го сака. Меѓутоа пак не може без борба, затоа што рековме, затоа што тоа пак ќе се коси со нашата слободна волја, со онаа за кој што ние сме создадени. А создавањето на човекот го знаеме какво. Значи човекот е создаден како што беше на советот, кој што Господа помеѓу себе го кажа, рече ајде да создадеме човек по наш образ и по наше подобие. Так. И кога го создаде човекот рече, ете го создадовме по наш образ. Меѓутоа подобието не го спомна. Подобието е тоа кој што сам човекот треба да го направи. Односно сам да се уподоби на Бог, да се обожи. И тоа е всушност и големината, како што велат и светите оци, големите свети оци од 4-тиот век, од златниот период на црквата, кај што си Свети Василий Велики, Свети Григори Богослов, Свети Николај архиепископот Мирликиски и сите тие останати светители кои што ни се столбови на нашата црква, велат дека Христос се очовечи за да може човекот да се обожи, односно Бог се очовечи за да може човекот да се обожи. И во тоа е суштината и во тоа е целта на нашето всушност живење, на нашето обожение, на нашето преродби или преобразение. Так. Всушност доаѓање на онаа кој што сме. И самиот Христос во разговорот со Никодим, оној Никодим кој што молеше за да го симнат неговото тело од Христос, неговиот тајн ученик, му рече, ако човекот не стане како дете, нема вели да влезе во Царството Небесно. И во што е суштината на детството? Детето како дете е секогаш чисто. Зошто сите ги сакаме децата? Сите ги сакаме, затоа што пленат со добрина. Так. Пленат со добрина, пленат со убавина, зрачат со добрина. Сите сакаме да ги гушкаме, сите ги сакаме. И затоа и вели Христос, доколку човекот вели, тој му вели, па јас сум стар сега, како пак ќе се родам? Или од мајка, па тоа е тоа, вели. Всушност, преобразбата на нашата душа е големината и суштината за влегувањето во Царството Небесно. Така. Оче, навистина, многу интересни работи кажавме околу овие престојни празници кои што ни следат од денеска па се до недела. Верувам дека научија нешто ново и корисно нашите гледачи во врска со великденските празници. Мене ми останува да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска програма. Ви посакувам убави празници и се гледаме повторно за некоја наредна прилика. Благодариме многу и на поканата. Ете и ние се надеваме и апелираме, значи до нашите верници. Овие денови малку повеќе нека ги поминуваат во црква. Така, поактивни да бидат малку во црква. Повеќе нека ги поминуваат во црква. Великден нека го празнуваат навистина како воскресение, затоа што Великденот или празнувањето на Великден не е само во јадењето и во пиењето, туку во радоста духовна која што внатре треба ние да чувствуваме. Сепак тоа нека биде и со трпези и со сите тие други работи, меѓутоа пак во доменот на нашата смиреност и во доменот на нашата трпеливост, во ништо да не претеруваме. Тоа е вели Христос, па и светиот апостол Петар, еден од ревнителите негови, од апостолите негови, вели, во животот, вели, браќа мои, се ни е позволено. Се можеме да правиме, вели. Меѓутоа, вели, не ни е се полесно. Во тоа е големината и во тоа е суштината. Нека ни се за многу години празниците, Господ Бог, нека ни дарува сето она кое што треба да ни го дарува. Нека не поучува и самата Света Црква за она како треба ние да се однесуваме, какви верници треба да бидеме. Апелираме пак за тоа, почесто посетувајте ги светите наши храмови, посебно литургијата, односно да живееме како што Христос ни покажа дека треба да живееме во заедница. Љубете се и сакајте се, вели еден помеѓу друг, по тоа ќе ве познат. По љубовта ваша, вели, кон вашите ближни, кон вашите пријатели и кон самите себе си.
Во тоа е суштината на нашето живење. Гледате, многу вели да не се делите, затоа што секоја поделеност полесно се крши. Сите ја знаеме таа анекдотата со прачките. Ако се сите заедно, никој не може да ги скрши, меѓутоа ако е една по една, секој ќе ги скрши. Во тоа е и суштината на заедничарењето, меѓутоа во тоа е и суштината на верата, затоа што верата и Христос секогаш не учи и на смирение и на љубов. И всушност најголемиот проблем кај нас е всушност љубовта. Ние изгубивме љубовта еден помеѓу друг. Ако си ја вратиме таа љубов, тогаш мислам дека ќе немаме никакви проблеми. Независно од каква природа и да се тие. Независно од дали е тоа, дали е политичка, дали е црковна, дали е соседска, дали е какви да е. Секогаш ние се справуваме со некои такви работи во животот. Меѓутоа, ако секогаш со љубов пристапуваме и со разбирање, и ако Христос го имаме пред се како наш репер во животот, тогаш ете ни во Царството Небесно и ќе живееме навистина сите како едни православни добри христијани. Навистина убаво го кажавте сето ова, уште еднаш ви